Утренски стихови од Библијата. 5 септември. Откажете се од се заради него. Така, и ниеден од вас, кој нема да се откаже од се што има, не може да биде мој ученик. Лука 14:33. Бог не ја присилува волјата на своите созданија. Тој не може да прифати почит која не е доброволна и не е дадена свесно. Изнудената покорност ќе спречи секаков вистински развиток на умот или карактерот. Таа од човекот би создала обичен автомат. Не е таква намерата на Творецот. Предавајќи му се себе си на Бога, ние неопходно мораме да го отфрлиме сето она што би можело да не одвои од него. Се што може да го одвлече срцето од Бога, мора да се отфрли. Мамонот е идол на мнозина. Љубовта кон парите, желбата за богатство, е златниот синџир што ги врзува за сатаната. Репутацијата и световната чест се обожувани од друга класа луѓе. Животот на себичен комфор и слобода од одговорности е идол на други. Но овие робски окови мора да се раскинат. Не можеме половично да му припаѓаме на Господ, а половично на светот. Ние не сме Божии деца, ако не сме тоа потполно. Кога Христос престојува во срцето, душата ќе биде толку исполнета со неговата љубов и со радоста поради заедницата со него, што ќе се прилепи кон него и во размислувањето за него ќе заборави на своето јас. Љубовта кон Христос ќе биде извор на делување. Исповедањето дека сме Христови, без таква длабока љубов, е празно прикажување, сув формализам, тежок јарем. Дали чувствувате дека е премногу голема жртва да му се предаде се на Христос? Прашајте се самите себе си. Што дал Христос за мене? Бог одново и одново ќе те воведува во искушенијата, се додека со понизно срце и покорен ум не ја поднесеш пробата што тој ја поставува и целосно не си посветен на неговата служба и работа.